Новиот Porsche Macan својата премиера требаше да ја има есенва, но заради проблеми со развојот на софтверот таа беше одложена. Новоразвиената платформа е заедничка со Audi и работи на 800 волти, што овозможува користење полначи со мокност од 270 кW. Проектирана е и за автономија од околу 700 км, кои ќе ги обезбедат батериите од кинескиот катал со капацитет од 100 кWh. Топ верзијата на Macan ќе има 612 конски сили, воздушно ослонување, чија височина се подесува за 70 мм и задна управувана оска. Во внатрешноста, покрај дигиталната инструмент табла ќе се среќаваат уште два дисплеја, а и ветробранското стакло ќе се користи како голем екран. Првите испораки се очекуваат во септември, а сегашната бензинска верзија ќе остане да екзистира барем уште 2 години, но не и во земјите на Европската Унија, каде од продажба ќе биде повлечена пролетва. Причина за тоа се новите прописи за информатичка безбедност кои производителите треба да ги задоволат во сите возила што ќе ги нудат. Но сегашната генерација на Macan е стара 10 години и на Porsche воопшто не му се исплатува да вложува во нејзиниот понатамошен развој. Тоа многу нема да и наштети на компанијата, бидејќи европскиот пазар абсорбира само 1/3 од купната продукција на Macan.